COVID-19. Моменталниот вирус кој го доведе светот на буквални парчиња. Со над 5,5 милиони случаеви и со повеќето од државите во вонредни состојби, оваа пандемија е една од најдеструктивните настани во скоро време. Но како започна? Вухан. Вирусот прв пат бил откриен во градот во Кина. Кон крајот на 2019 година, некој на сегашниот светски познатиот пазар на морска храна Хуанан во Вухан бил заразен со вирусот животно. Се смета дека ова животно е лилјакот. Од нив прескокнал на друг вид животно кој им го пренело на луѓето. Никој не знае со сигурност кој било ова мистериозно животно, но некои луѓе мислат дека можеби бил панголинот, животно прекриено со лушпи што јаде мравки. Вирус е малечок ситен микроорганизам, толку мал што не може да се види со светлосен микроскоп. Вирусот можеме да го погледнеме само преку електронски микроскоп. Вирусите не разболуваат, но не можат ништо да направат сами од себе. Мора да живеат внатре во друго суштество за да преживеат. За тоа да се случи, треба прво да влезат во нашите клетки. Постои нов вид вирус што се шири низ светот. Болеста што ја предизвикува вирусот се вика COVID-19. Главно, прави луѓето да кашлаат, да се чувствуваат уморно и да имаат висока температура. Но, постарите луѓе и луѓето кои имаат одредени здравствени проблеми, може многу да се разболат, толку многу што и често достигнува до смрт. За време на оваа пандемија, која го наруши нашето секојдневие кај нас, но и насекаде во светот, нешто што многу често го слушаме е апелот од здравствените работници темелно и често да се мијат рацете и да се внимава на личната хигиена. Но, зошто е тоа така? Одговорот на ова прашање се крие во составот на сите сапуни. Сапунот има двострана молекула. Тие молекули имаат хидрофилна глава која се сврзува во вода и хидрофобна опашка која се сврзува со масти. Коронавируси представуваат РНА вируси со надворешна обвивка. Нивните клучни компоненти се рибонуклеинската киселина, генетскиот материјал, протеини кои им даваат способност да инфицираат организми и липидната обвивка. Оваа липидна обвивка има два прстена од хидрофилни главички кои се наоѓаат околу два слоја на хидрофобни опашки. Молекулите на сапун ги дестабилизираат коронавирусите, бидејќи нивните хидрофобни опашки се привлечени кон масената обвивка на вирусот. Тие се сврзуваат со липидите во двослојот, потоа ги раздвојуваат и ги обвиткуваат во меурчиња наречени мицели. Тие меурчиња се истите кои се појавуваат при миење на рацете. Покрај тоа што ја нарушуваат липидната мембрана на вирусот, молекулите на сапун ги нарушуваат и врските што ги држат заедно протеините, липидите и вирусната РНК. Тие ефикасно го повлекуваат вирусот и вирусните честички се исплакнуваат со вода. Со тоа доаѓа и до целосно уништување на SARS-CoV-2 молекулата, вирусот што го предизвикува COVID-19. Многу е битно во оваа криза да бидеме предпазливи и пред се одговорни. Повеќе треба да седиме дома и многу почесто треба да си ги миеме рацете. Вирусов не ја бара следната жртва. Ни светот, доктори работат денови и ноќи ненаспани пробувајќи да најдат вакцина против овој ужасен вирус. Воопшто не се сомневам дека барем до почетокот на 2021 година ќе се пронајде лек или вакцина за конечно да ставиме крај на оваа бедна пандемија.